Денеска православната црква ги празнува Воскресение Христово трети ден и светиот маченик Сава Стратилат. Воскресение Христово трети ден. Откако слугите на првосвештениците израелски го фатија Исус и го предадоа на Пилат со барање да биде распнат, а Пилат за да им угоди конечно така и пресуди, иако не му најде вина, Господ пострада со смрт на крст. Висеше меѓу двајца разбойници, од кои едниот го похули, а другиот го прослави, спасувајки се со ова себе си за живот вечен. Во оној страшен миг неговите ученици се разбегаа, како што самиот им предрече, освен апостолот Јован Заведеев и мајка му под крстот. Малку подалеку стоеа и неколку жени кои што последните години му служеа со своите имоти. Покрај него тогаш немаше други, освен непријателите и минувачите во неверие. Евангелието подробно пишува за смртта. Потоа Јосиф од Ариматеја, кој му беше ученик, се осмели и го побара од Пилат телото за да го погребе. Го положија во еден нов гроб кој што Јосиф го имаше скроено во карпа. Го затворија влезот со камен и заминаа. За воскресението дознаа во мугрите во неделата, кога оние верни жени појдоа со миризливи масла на гробот за да го помаза телото кое не го најдоа. Веста ја прими прва Марија Магдалина и побрза да им јави на апостолите и тие не и поверуваа. Петар и Јован самите се стрчаа до гробот и го најдоа каменот одвален, а од телото лежеа оставени само повоите. По ова, кога се собраа заедно во куќата, Исус им се јави и разбраа дека воскреснал, но им го отвори умот и за да ги разберат писмата. Им се јави и на Лука и Клеопа додека одеа во Емаус, но не го препознаа веднаш. Срцата им гореа на сите. Достојно ест Јаково истину, блажи ти тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога
светиот маченик Сава Стратилат. Овој славен Сава живееше во Рим во времето на царот Аврелијан и имаше војводски чин. По потекло беше гот, често ги посетуваше христијаните по затворите и им помагаше со својот имот. Заради неговата голема чистота и подвигот на испосништво, Бог му даде власт над нечистите духови. Кога го обвинија како христијанин, тој смело застана пред царот, го фрли пред него својот војнички појас и јавно го исповеда Господ Христос. Беше мачен со разновидни маки, го бија, го стружеа со железо и го гореа со свеќи. Но не им подлегна на смртоносните маки, туку се јави жив и здрав. Неговите другари војници, гледајќи дека на Сава очигледно му помага Бог, се обратија кон Христа. 70 од нив беа веднаш убиени со меч. Самиот Господ му се јави во затворот на Свети Сава во голема светлина и го укрепи својот маченик. По ова Сава беше осуден на смрт со потопување во вода. Го фрлија во длабока река, па му ја предаде душата на Бога во 272 година. Да исправим